Добар ден, почитувани. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата создаваат подобри и еднакви услови за поддршка на домашните и странските компании со цел да обезбедат економски раст, развој и повисоки плати. Партениците од парламентарното мнозинство го усвоија Законот за финансиска поддршка, чија основна цел е преку поддршка на инвестициите да се зголеми конкурентноста на македонските компании, за тие да можат рамноправно да учествуваат и на меѓународниот пазар. Креиране транспарентен механизам со кој што се овозможува поддршка на многу поголем број на компании и пораст на економијата. Законот ќе придонесе за подобрување на севкупните економски односи, ќе го поттикне економскиот развој, а со тоа ќе придонесе и за зголемен вкупен економски раст. Законот за финансиска поддршка на инвестициите обезбедува правна сигурност и еднаков третман на сите компании, и домашни и странски. Со Законот за финансиска поддршка на инвестициите ќе се поддржат компаниите кои покажале просечен раст на приходот и не го намалиле просечниот број на вработени во истиот период, во споредба со годината за која побаруваат државна помош. Финансиските средства за поддршка на инвестициите ќе бидат обезбедени од буџетот на Република Македонија, а за оваа 2018 година обезбедени се 18,3 милиони евра. Оваа законска мерка представува замена на нетранспарентната шема на државна помош, со која во претходните години беа поддржани само 23 компании, а при тоа се потрошени над 225 милиони евра од буџетот на државата. Со соодветни економски политики и вистинска поддршка на компаниите создаваме услови за економски развој, намалување на невработеноста и зголемување на животниот стандард. Создаваме силна економија и компании кои ќе бидат конкурентни на европскиот и светски пазар и ќе придонесат за раст на бруто домашниот производ. Благодарам. Повелите. Мислам дека во моментот услови за предвремени парламентарни избори не постојат, но ако се создадат услови и ако политичките партии, водствата на политичките партии мислат дека најдобро решение во моментот е да има предвремени парламентарни избори, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата се подготвени и можеме да одиме на избори. Значи, очекуваме ВМРО-ДПМН да се изјасни по ова прашање. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има јасен став наназад подолг временски период. Ние се залагаме за промена на изборниот модел, во кој што ќе го трансформираме сегашното гласање од неколку изборни единици во една изборна единица, каде што граѓаните би имале право и на преференцијално гласање. Но се разбира, за тоа да се случи, потребна е согласност и консензуси од останатите политички партии. Се додека ВМРО-ДПМН калкулира и тактизира по тоа прашање, не може да кажеме дека имаме конечен одговор во однос на тоа. Пракса е секаде во парламентарните демократии кои што преферираат пропорционален изборен модел, да има и одреден изборен праг. Дали ќе има изборен праг во Република Македонија, во многу ќе зависи од конечниот договор помеѓу партиите.
тука не се само и изборните промените во изборното законодавство, тука се и втората фаза од промените во судските реформи кои што треба да следат и сум сигурен дека наредниот период, тогаш кога ќе бидат дефинирани ставовите на политичките партии, ќе може да се пристапи кон измени во клучните закони кои што ги тангираат овие две сфери од парламентарното живење. Фактички, така да очекувам дека наредниот период ќе финишира и тоа. Консултациите се во тек. Очекувам за ова прашање наредниот период координаторот на партеничката група на СДСМ да реферира пред вас новинарите и пред јавноста и согласно тоа понатаму да продолжи постапката за избор на гувернер. Веднаш штом завршат консултациите во партеничката група.